Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во училницата по географија. Јас сум вашиот наставник Владимир Ангелевски. Денеска ќе учиме за планетоиди, комети и метеори. Најпрви ќе започнеме со планетоиди. Планетоиди, или како што со друго име се нарекуваат астероиди, се мали и цврсти небески тела кои што се движат околу Сонцето. Споредено со планетите, тие се значително помали и затоа уште се нарекуваат мали планети. За разлика од планетите кои што имаат топчеста форма, планетоидите имаат неправилна форма. Составени се од карпи и метали и обично нивната големина се движи од неколку сантиметри до 1000 километри во диаметар. Овде, ученици, имаме една фотографија, односно уметнички приказ на кратер, кој што се наоѓа на полуостровот Јукатан во државата Мексико. Кратерот е направен при пат на астероид на површината на Земјата пред околу 65 милиони години. Инаку до денес се откриени околу 4000 планетоиди, од кои што најголем дел се наоѓаат во така наречениот астероиден појас помеѓу орбитите на планетите Марс и Јупитер. На следниот слайд, на првата фотографија, се гледа астероидниот појас помеѓу орбитите на Марс и Јупитер. Евеа планетата Марс, евеа планетата Јупитер. Овој дел вака кој што е јасно видлив и воочлив се нарекува астероиден појас, односно појас каде што има многу планетоиди. Накратко сега би споменале за убедливо најголемиот планетоид, односно астероид во сончевиот систем, тоа е Церера. Тој има диаметар од 950 км, откриен во 1801 година и е дел од астероидниот појас. Преминуваме на небеските тела комети. Кометите се мали и студени небески тела кои што кружат околу Сонцето. Составени се претежно од мраз. Кога кометите се најблиску до Сонцето, дел од нивниот мраз преминува во газ. Тоа се случува затоа што тука главно влијание има топлината и светлината од Сонцето, која што мразот го трансформира во газ. Газот и ослободената прашина од мразот формираат долга и светла опашка која струи зад кометата. На следниот слайд имаме 3 фотографии со чија што подетално ќе ги објасниме кометите. На првата фотографија во десниот дел гледаме дека ова е една комета, таа се состои од два главни дела, тоа се глава и опашка. На втората фотографија ни е прикажано дека кометите се движат околу Сонцето, еве го Сонцето, ова се кометите, многобројни комети кои што се движат околу Сонцето по елипсоидни патеки. И на третата фотографија се наоѓа најпознатата комета, а тоа е Халеевата комета. Таа се појавува на секои 75 години на небото. Последен пат се појавила во 1986 година, нареден пат ќе се појави во 2061 година. Сега, ученици, преминуваме на небеските тела метеори. Овде имаме на многу интересна анимација која што всушност ни објаснува за метеорите. Тие, ученици, се камени или железни, темни и најчесто ситни небески тела. Најчесто настануваат со распаѓање на планетоидите, односно
астероидите. Во воздушниот простор се движат со огромна брзина, еве како што можете да видите нова анимација, и при тоа тие при триењето со воздухот испуштаат светлина, односно траги, и се распаѓаат. Еве гледате, испуштаат трага и потоа се распаѓаат. Сега преминуваме на поимот метеорити. Метеоритите се паднати метеори кои што најчесто се со големина на карпа. Тие на површината на земјата создаваат вламнатини во облик, односно во форма на чинија. Еве, гледате овде ученици, во облик на чинија, нели, форми, односно вламнатини на земјата од пад на метеорити. Во овој дел тука е прикажана фотографијата на убедливо најголемиот паднат метеорит на земјата кој што се нарекува Хоба. Пронајден е во африканската држава Намибија, тежи околу 60 тони и поради тоа никогаш не е преместен. На земјата паднал пред околу 80.000 години. Специфичен е по тоа што има сплосната форма. И на крајот, ученици, за домашна задача имате да ги одговорите следните 6 прашања. Под 1 да ги опишете планетоидите, под 2 да одговорите на прашањето помеѓу кои две планети се наоѓа астероидниот појас, односно тоа е просторот со најмногу планетоиди. Под 3 имате да одговорите, односно да ги опишете кометите. Под 4 да одговорите на прашањето која е најпозната комета и на колку години се појавува таа на небото. Под 5 имате да ги опишете метеорите и под 6 имате да одговорите што се метеорити и каде се наоѓа најголемиот метеорит на Земјата. Ви благодарам, ученици, на вниманието.